О, верници, не пристапувајте на намаз молитва пијани се додека не бидете свесни што изговарате, ниту кога сте џунуп, освен ако сте на поминување, се додека не се искапете. А ако сте болни, или сте на пат, или после извршена физиолошка потреба, или ако сте биле во допир со жените, а не најдете вода, тогаш со дланките чистата земја допретеа и лицата ваши и рацете ваши допрете ги. Господ навистина поминува преку гревовите и прощува. Зарем не гледаш како тие на кои им е даден дел од книгата ја купуваат заблудата и сакаат и вие од вистинскиот пат да скршнете? Господ најдобро ги познава вашите непријатели. Господ е доволен заштитник и Господ е доволен помагач. Од евреите има такви кои ја извртуваат смислата на зборовите велејки. Слушаме, но не се покоруваме. И слушај, да не те чуеме. И рајна, превртувајки со јазиците своји и хулејки ја верата, а да кажат слушаме и се покоруваме, и слушај и погледнине, за нив би било подобро и поисправно, но поради неверувањето нивно, Господ ги проколна и малку кои од нив веруваат. О, вие на кои ви е дадена книгата, поверувајте во ова што го објавуваме, потврдувајќи го тоа што веќе го имате, пред да ги избришеме цртите на лицето и пред да ги вратиме назад, или пред да ги проколнеме како што ги проколнувавме тие кои не ја почитуваа саботата, а Господовата заповед мора да се изврши. Господ нема да прости ако нешто му се здружува, а ќе прости се, освен тоа кому тој сака. А тој што на Господ му припишува здруженик, тој прави клевета и голем грев. Зарем не ги гледаш тие кои се сметаат себе си за чисти од гревови? Меѓутоа Господ чисти од гревови кого сака и никому нема ни колку една тронка неправда да му се направи. Погледни како измислуваат лага за Господ, а тоа за Господ е доволно како јасен грев. Зарем не гледаш како оние на кои им е даден еден дел од книгата, во киповите и во тагутот веруваат, а за незнабожците велат, тие се на поисправниот пат од верниците. Нив Господ ги проколнал, а на тој кого Господ го проколнал нема да му најдеш никој кој би му помогнал. Кога тие би имале каков било удел во власта, на луѓето ништо не би им дале, или би им завидувале на луѓето на кои Господ од изобилието свое им дарил, а ние на Аврамовите потомци книга и мудрост им дадовме, и голема власт им подаривме. Па имаше од тие што веруваа, а имаше и такви што од тоа одвраќаа, а пеколот им е доволен како оган шарен. Тие што не веруваат во доказите наши, ние сигурно во оган ќе ги фрлиме. Па кога кожите ќе им се испечат, ќе им ги замениме со други кожи, за да ја осетат вистинската казна, а Господ е силниот и мудриот. А тие што веруваат и што прават добри дела, ние ќе ги воведеме во рајските градини под кои реки течат. Таму вечно ќе останат и во нив чисти жени ќе имаат и во дебела ладовина ќе ги внесеме. Господ ви наредува доверливите работи да им ги давате на тие што се достојни за нив. А кога на луѓето им судите, праведно да судите. Господовиот совет на вистина е прекрасен и Господ на вистина се слуша и се гледа. О, верници, покорувајте му се на Господ и покорувајте му се на пратеникот и на вашите предпоставени. А ако не се сложувате во нешто, обрадете им се на Господ и на пратеникот, ако верувате во Господ и во оној свет. Тоа е подобро и последиците се поубави. Зарем не ги гледаш тие што тврдат дека веруваат во тоа што ти се објавува тебе и во тоа што е објавено пред тебе, како сакат пред тагутот да им се суди, иако им е наредено да не веруваат во него, а ѓаволот сака само во голема заблуда да ги наведе. И кога ќе им се каже, прифатете го тоа што Господ ви го објавува и прифатете го пратеникот, ги гледаш лицемерите како од тебе сосема се свртуваат. А што ли ќе биде кога ќе ги погоди некаква неволја поради делата на рацете нивни, па ќе ти дојдат колнејки се во Господ? Ние само сакавме да сториме добрина и среќа. Господ добро знае што има во срцата нивни, затоа ти не осврнувај се на нивните зборови и советувај ги и кажи им го тоа што ќе ги трогне. А ние ниту еден пратеник не испративме, освен за да му се покорувате со Господовото одобрение. А да ти дојдат кога самите себе си насилство ќе си сторат и да го замолат Господ да им прости, па и пратеникот да замоли за нив, ќе видат дека Господ навистина го прима покајанието и дека е милостив. И се колнам во Господарот твој, тие нема да бидат верници се додека меѓусебните спорови за судија тебе не те прифатат.
а потоа во душите своји ни малку тешкотија да не почувствуваат за тоа што си го одредил и додека сосема не се покорат. А да им пропишавме ние, самите себе си не убивајте се или иселете се од родните места, малкумина од нив би го сториле тоа. А кога би постапиле така како што им се советува, би им било подобро и би биле подсврсти во верата. И тогаш ние сигурно голема награда би им дале и на вистинскиот пат би ги упатиле. Тие што им се покорни на Господ и на пратеникот ќе бидат во друштвото на веровесниците, праведниците, шехидите и добрите луѓе, на кои Господ својата милост им ја дарил, а тоа е прекрасно друштво. Таа благодат е од Господ, а доволно е тоа што Господ се знае. О, верници, бидете внимателни и во борба, одете во групи или сите одеднаш. Меѓу вас има и такви кои сигурно ќе се колебаат и кои ако ве погоди некаква неволја ќе кажат: Господ милоста своја ми ја укажал што не бев со нив. А ако ви се случи добро од Господ, тој сигурно, како меѓу вас и него да немало никакво пријателство, ќе рече: камо среќа да бев со нив, голем плен ќе добиев. Па затоа на Господовиот пат нека се борат верниците против тие што животот на овој свет го купуваат за оној свет, бидејќи кој ќе се бори на Господовиот пат, па макар да загине или победи, ние сигурно со голема награда ќе го наградиме. Што вие, зошто не се борите на Господовиот пат за немокните, мажите, жените и децата кои велат: Господару наш, избави не од овој град, чии што жители се насилници, одреди ни од тебе заштитник и дај ни од тебе помагач. Верниците се борат на Господовиот пат, а неверниците на патот на тагутот. Затоа борете се против сатанските штитеници, бидејќи сатанското лукавство е навистина слабо. Зарем не ги виде тие на кои што им беше речено: подалеку од борба, молитва извршувајте и зекат давајте. А кога им се пропиша борба, одеднаш некои од нив се уплашија од луѓето како што се плашат од Господ. Или уште повеќе, и рекоа: Господару наш, зошто ни пропиша борба? Барем да ни го одложеше тоа на одредено време. Кажи, уживањето на овој свет е кратко, а оној свет е подобар за богобојазните, а никому од вас нема неправда да му се стори. Каде и да сте, смртта ќе ве стигни, па дури да сте и во кулите високи. Ако ги снајде нешто добро, тие велат: ова е од Господ. А ако ги снајде нешто лошо, велат: ова е од тебе, Мухамеде. Кажи, се е од Господ, па што им е на овие луѓе? Како да не разбираат што им се зборува? Доброто кое ќе ти се случи е од Господ, а лошото кое ќе те снајде е од тебе. Ние те испративме како пратеник на сите луѓе, а Господ е доволен сведок. Кој ќе му се покори на пратеникот, му се покорил и на Господ. А кој главата ќе ти ја сврти, па ние не те правиме да им бидеш чувар. Лицемерите велат: се покоруваме. А кога ќе се тргнат од тебе, тогаш некои од нив во ноќта смислуваат нешто спротивно на тоа што ти го зборуваш. Господ го запишува тоа што тие ноќе го смислуваат. Ти сврти се од нив и не девај се на Господ, бидејќи Господ е доволен како заштитник. А зошто тие не го проучуваат Куранот? Бидејќи да е од некој друг, а не од Господ, тие во него би нашле многу противречности. Кога ќе им дојде нешто што се однесува до безбедноста или стравот, тие тоа го разгласуваат. А да го препуштат тоа на Мухамед или на предпоставените своји, тоа сигурно нив би го дознале тие што тоа го испитуваат. А да не е Господовата добрина кон вас и милоста негова, вие сигурно, освен малкумина, ѓаволот би го следеле. Затоа бори се на Господовиот пат, не задлужувајќи никого освен себе си, а верниците потикнувајќи. Може би Господ ќе сопре силата на неверниците, бидејќи Господ е посилен и казните негови се построги. Кој ќе се залага за добро, и тој ќе има удел во тоа, а кој ќе се зазема за зло, и тој ќе има удел во тоа. А Господ бдее над се. Кога со поздрав ќе бидете поздравени, со поубав од него поздравете, или поздравот возвратете го, бидејќи Господ навистина се пресметува. Господ, освен кого друг Бог нема, сигурно ќе ве собере на судниот ден, во тоа воопшто нема собнеш, а чиј говор е повистинит од Господовиот.
Зошто се раздвојувате кога се во прашање лицемерите кои Господ ги врати во неверство поради тоа што самите го заслужиле? Зарем сакате на вистинскиот пат да ги упатите тие кои Господ во заблуда ги оставил? А кого Господ во заблуда ќе го остави, ти никогаш нема на вистинскиот пат да го упатиш. Тие би сакале и вие да не веруваате како што тие не веруваат, па да бидете еднакви. Затоа не прифаќајте ги како пријатели додека не се иселат заради Господ, а ако го свртат грбот, тогаш фаќајте ги и убивајте ги каде и да ги најдете. И ниту еден од нив како пријател и помагач не прифаќајте, освен тие што ќе се засолнат кај некое племе со кое вие имате договор, или тие што ќе дојдат кај вас, бидејќи им е тешко да се борат против вас и против родот свој, а да сага Господ би ги свртел против вас, па тие би се бореле против вас, а ако ве остават на мира и не се борат против вас, туку ви понудат мир, тогаш Господ не ви дава пат против нив. Вие ќе наидувате и на тие кои сакаат да бидат безбедни и од вас и од народот свој. Па кога и да бидат повикани во идолопоклонството, тие се враќаат во претходната состојба. Ако тие не се тргнат од вас и не ви понудат мир, и ако не престанат да војуваат против вас, тогаш фаќајте ги и убивајте ги каде и да ги стигнете. Ние против нив ќе ви дадеме јасен доказ. Верник не може да убие верник, освен само по грешка. А кој убие верник по грешка, тој мора да ослободи од робство еден роб верник и да предаде крвнина на неговото семејство, освен ако тие му ја простат. Ако тој припаѓа на народ кој е ваш непријател, а верник е, тој мора да ослободи еден роб верник. А ако припаѓа на народ со кој сте во сојуз, тој мора да даде крвнина на неговото семејство и да ослободи од робство еден роб верник. Доколку не најде, мора да пости 2 месеца еден по друг, покајувајќи му се на Господ, а Господ се знае и мударе. Тој што намерно ќе убие верник, казната му е пеколот во кој вечно ќе остане. Господ врз него гневот свој ќе го спушти и ќе го проколне и голема казна ќе му подготви. О, верници, кога ќе појдете во борба на Господовиот пат, се добро проверете и на тој што ќе ве поздрави со селам, не велете ти не си верник, копнејки поминливите добра на овој свет, бидејќи кај Господ има добра во изобилство, и вие бевте такви претходно, па Господ ви ја подари својата милост, затоа се добро проверете, зашто Господ е навистина известен за тоа што го правите. Верниците кои не се борат освен тие што се неспособни за борба, не се еднакви со тие кои на Господовиот пат се борат со имотите своји и со животите своји. Тие што се борат вложувајќи ги имотите своји и животите своји, Господ ги одликувал за степен над тие што не се борат. И Господ на сите им ветува убава награда. Господ ги одликувал борците над тие што не се борат со голема награда. Он него се степените, прошката и милоста, зашто Господ простува и милостив. Кога ангелите ќе им ги земаат душите на грешниците, ќе прашаат: што се случило со вас? Бевме немокни на земјата, ќе одговорат. Зарем Господовата земја не е пространа и зарем не можевте некаде да се иселите? Ќе им кажат тие: затоа нивното престојувалиште ќе биде пеколот, а тој е ужасно живеалиште. Освен за немокните мажи, жени и деца кои не можат да се снајдат и не можат да пронајдат излез. За нив има надеж Господ да им прости, бидејќи Господ ги прекрива гревовите и простува. Тој што ќе си седи на Господовиот пат, ќе најде многу места и изобилства на земјата, а тој што ќе го напушти својот роден крај, поради Господ и пратеникот негов, па го стигне смртта, ќе добие награда од Господ, Господ многу простува и милостив е. Немате грев ако молитвата скратите кога сте на пат и кога се плашите дека неверниците некакво зло ќе ви сторат, бидејќи неверниците ви се навистина отворени непријатели. Кога ти ќе бидеш меѓу нив и со нив молитва ќе извршуваш, една група нека клања со тебе и своето оружје нека го земе. И додека бидат на сеџда, другите нека бидат зад вас, и потоа нека дојде другата група која не клањала и со тебе нека клањаат, но нека го држат оружјето свое и нека бидат внимателни. Неверниците едва и чекаат вие да го занемарите оружјето и орудието ваше, па на вас сите одеднаш да навалат. А ако ви смета дождот или пак ако бидете болни, не правите грев ако го положите оружјето свое, со тоа што ќе бидете внимателни. Господ на неверниците срамно страдање им подготвил.
А кога молитвата ќе ја извршите, Господ спомнувајте го и стоејки, и седејки, и лежејки. А кога ќе бидете безбедни, молитвата во потполност извршувајте ја, бидејќи на верниците им е пропишано во одредените временски интервали молитвата да ја извршуваат. Немојте да се истоштувате тргајки под непријателот. Ако вие трпите болка, и тие трпат болка како вас, а вие уште од Господ се надевате на тоа на што тие не се надеваат, а Господ се знае и мудар е. Ние тебе ти ја објавуваме книгата со вистината, за на луѓето да им судиш така како што Господ ти покажува, и не биди бранител на измамниците. И замоли прошка од Господ, бидејќи Господ навистина простува и милостив е. И не заземај се со тие кои самите себе си се издаваат, бидејќи Господ навистина не го сака тој што е предавник и грешник. Тие се кријат од луѓето, но не може да се скријат од Господ, а тој е со нив кога во ноќта смислуваат зборови со кои тој не е задоволен. Господ навистина го опфаќа сето тоа што тие го прават. Ете, вие се заземате за нив во животот на овој свет, а кој ќе се зазема за нив пред Господ на судниот ден, или кој ќе им биде застапник? А кој ќе стори некакво зло, или кон себе ќе сгреши, па потоа ќе го замоли Господ да му прости, ќе види дека Господ простува и дека е милостив. Тој што ќе стори грев, на своја штета го сторил, бидејќи Господ се знае и мудар е. А кој некаков престап или грев ќе стори, а потоа на недолжен човек го префрли, на себе си натоварил клетва и очигледен грев. Да не е Господовата добрина и неговата милост према тебе, една група од нив би настојувала да те заведе, но тие само себе си се заведуваат. Тебе не можат ни малку да ти наштедат, о Мухамеде. Тебе Господ ти објавува книга и мудрост и те учи за тоа што не си го знаел, бидејќи Господовата добрина кон тебе е голема. Нема добро во многуте нивни тајни разговори, освен кога бараат милостина да се дава, или добри дела да се прават, или пак мир меѓу луѓето да се воспостави. А кој тоа го прави со желба Господовото задоволство да го стегне, ние голема награда ќе му дадеме. Тој што ќе му се спротивстави на Мухамед, откако јасно ќе му се покаже вистинскиот пат и го следи патот кој не е патот на верниците, ќе го пуштиме да прави што наумил и во џехеннемот ќе го фрлиме. А тоа е ужасно живеалиште. Господ навистина нема да прости некој да му се здружува, а кому сака ќе прости се освен тоа, а далеку заталкал тој што на Господ му припишува здруженик. Тие покрај Господ на женски кипови им се клањаат, а не му се клањаат на никој друг туку на сатаната, бунтовникот. Господ го проколна, а тој рече: јас сигурно ќе преземам за себе одреден број од твоите робови и сигурно ќе ги наведувам во заблуда и сигурно со лажни надежи ќе ги примамувам и сигурно ќе им заповедам да ги кратат ушите на допитокот и ќе им наредам господовите созданија да ги менуваат, а кој ќе го прифати сатаната наместо Господ за заштитник, тој навистина ќе пропадне. Тој им ветува и со лажни надежи ги мами, а тоа што ѓаволот им го ветува е само измама. Нивно престојувалиште ќе биде пеколот и тие нема да најдат спас од него. Тие што веруваат и прават добри дела, ќе ги воведеме во рајските градини под кои реки течат, и во нив вечно ќе останат. Господовото ветување е вистинито, а чии зборови се повистиници од Господовите. Тоа нема да биде ни според вашите желби, ниту според желбите на следбениците на книгата. Тој што ќе прави зло, ќе биде казнен за тоа и нема да најде освен Господ ни заштитник, ни помошник. А тој што прави добро, било да е маж или жена, а верник е, ќе влезе во рајот и нема да му се направи неправда. Кој има подобра вера од тој што му го предал своето лице на Господ, а добродетел е и ја следи верата на Аврам, чинејки уште и добри дела, и која следи верата Аврамова, верата чиста. А Господ го зеде Аврам за пријател. Господово е се што е на небесата и тоа што е на земјата, а Господ опфаќа се. Тие од тебе бараат прописи за жените. Кажи, Господ ќе ви ги објасни прописите за нив и за тоа што ви се чита во книгата за сирачките, на кои им го ускратувате тоа што им е пропишано, а не сакате со нив да се ожените, и за немокните деца, и за тоа дека со сирачињата треба праведно да постапувате, а Господ сигурно знае за доброто што ќе го сторите. Ако некоја жена се плаши од суровоста и занеморувањето од мажот, тогаш тие нема да се огрежат доколку меѓусебно се договорат, а договорот е најдобар. А душите на луѓето се склони кон алчност.
И ако вие убаво постапувате и од Господ се плашите, па Господ добро го знае тоа што го правите. Вие нема да можете кон сопругите своји потполно еднакво да постапувате, колку и да го сакате тоа. Но не допуштајте си себе си таква наклонетост кон некоја, па некоја да оставите како да е без сопруг, а не разведена. А ако вие се поправите и се плашите од Господ, па Господ навистина простува и милостив е. А ако тие двајца сепак се разведат, Господ од изобилството свое независник и ги стори. Господ е неизмерно добар и мудар. Господово е се што е на небесата и тоа што е на земјата. Ние на тие на кои им е дадена книгата пред вас, а и на вас, ви заповедавме да се плашите од Господ. А ако нема да верувате, па навистина Господово е тоа што е на небесата и тоа што е на земјата. Господ не е зависен од никого и тој е достојниот за благодарност. Господово е тоа што е на небесата и тоа што е на земјата и Господ е доволен како господар. Ако тој сака вас ке ви искорени, о луѓе, а други ке донесе, тој е способен тоа да го стори. Тој што сака награда на овој свет, па кај Господ е наградата и за овој и за оној свет, а Господ се слуша и се гледа. О верници, секогаш бидете праведни, сведочете поради Господ, па дури и против вас самите или против родителите и роднините, било да е тој за кого сведочите богат или сиромашен, па Господово е да се грижи за нив. Затоа не следете ги страстите, за да не бидете неправедни. А ако лажно сведочите или сведочењето го избегнувате, па Господ навистина знае што правите. О верници, верувајте во Господ и во пратеникот Негов, и во книгата која тој на својот пратеник му ја објавува, и во книгите кои претходно ги објавил. А тој што нема да верува во Господ, и во ангелите Негови, и во книгите Негови, и во пратениците Негови, и во оној свет, тој далеку заталкал. На тие што биле верници, а потоа станале неверници, па повторно станале верници, и потоа пак станале неверници, и неверувањето го зголемиле, Господ навистина нема да им прости и на вистинскиот пат нема да ги изведе. Навести им болно страдање на лицемерите, кои пријателуваат со неверниците, а не со верниците. Зарем кај нив бараат моќ, а сета моќ му припаѓа само на Господ. Тој во книгата веќе ви објави, кога ќе чуете дека Господовите зборови ги негираат и дека им се смејуваат, не седете со тие што тоа го чинат додека не почнат друг разговор. Инаку ќе бидете како нив, Господ сигурно во пеколот заедно ќе ги здружи лицемерите и неверниците. Тие кои исчекуваат што ќе биде со вас, па ако Господ ви подари победа, тие ќе речат: зарем не бевме со вас? А ако среќата ги послужи неверниците, тогаш на нив им велат: зарем не можевме да ве победиме и зарем не ве одбранивме од верниците? На судниот ден Господ на сите ќе ви пресуди, а Господ нема да им даде прилика на неверниците да ги уништат верниците. Дволичните навистина настојуваат да го измамат Господ, но Господ нив ги мами. И кога се исправаат молитва да извршат, се исправаат мрзливо само заради тоа да ги гледаат луѓето, а Господ само малку го споменуваат. Се двоумат во тоа, не се приклонуваат ни кон овие, ни кон оние. За оној за кого Господ ќе определи да биде во беспаке, за него никогаш не ќе најдеш пат. О, верници, не земајте ги неверниците за пријатели, за да ги оставите верниците. Посакувате ли да донесете за Господ јасна власт против себе? Дволичните навистина ќе бидат во најдлабоката бездна на огнот, за нив не ќе најдеш поддржник, освен за оние кои ќе се покајат и ќе се поправат и кои ќе се држат за Господ и кои ќе ја предадат чистата своја вера на Господ. Па таквите се со верниците, а Господ на верниците ќе им даде награда голема. Господ не работи на тоа да ве казни ако се заблагодарите и ако верувате. Господ е благодарен и знарец. Господ не сака да се зборува за зло на висок глас, може само оној кому е нанесено зло. Господ е слушач и знарец. Ако го обелоденувате доброто или ако го криете или ако простувате за некое лошо дело, та Господ навистина е помилувач и кадар.
Оние кои навистина не веруваат во Господ и во пејгамберите негови и кои сакаат да направат разлика во верувањето меѓу Господ и пејгамберите негови и кои зборуваат во нешто веруваме, а во нешто не веруваме и кои сакаат меѓу тоа да прифатат некој пат. Да, онаквите се вистински неверници, а за неверниците ние подготвивме казна срамна. А оние кои веруваат во Господ и во пратениците негови и кои не прават разлика меѓу нив, кој било од нив, он ќе им ја даде наградата нивна. Господ е простувач и се милосен. Следбениците на Библијата од тебе бараат да им спуштиш книга од небо. А оние веќе од Мојсеј бара и повеќе од тоа, па зборува, покажи ни го Господ, очигледно. И заради зулумот нивни, мојна ги шибна. И потоа прифатија теле, појаснотиите кои веќе им дојдоа, и затоа ние им простивме, и на Мојсеј ние јасен доказ му дадовме. И заради договорот нивни, на нив ние рид подигнавме и им рековме, влезете низ вратата ничкум, и им рековме, не правете престап за сабота, и од нив ние цврсто го прифативме договорот. Сето тоа дојде заради нивното кршење на договорот нивни и неверувањето нивно во ајетите Господови и убивањето на пратениците бесправно, и зборувањето нивно. Срцата наши се замрачени, но не, Господ нив ги запечати со неверувањето нивно, па само малкумина верува. А и заради неверувањето нивно, зборувањето нивно и клеветите големи за Марија, и заради изјавата нивна, да, ние навистина губивме Христа, Исус, синот на Марија, Господовиот пратеник, не го убија и не го распрана, туку тоа им се причини. А оние кои навистина не се согласија во тоа, во сомневање се, ништо не знаеа за него, само се сомневаа, не го убија сигурно, туку Господ го дигна кон себе, Господ е силен и мудар. И никој од следбениците на книгата нема сигурно да не поверува во тоа. Пред смртта своја, на денот суден, ќе биде сведок против нив. И заради злото на оние евреи, и заради одвраќањето нивно од Господовиот пат на многумина, ние им ги забранивме некои од добрата кои им беа дозволени. Зема и лихва, а веќе им беше забранета, и бесправно го трошеа имотот на луѓето, а за неверниците од нив ние подготвивме казна болна. Но оние кои се нурнаа во знаење од нив и верниците веруваат во она што е објавено до тебе и во она што е објавено пред тебе. И оние кои извршуваат намаз и кои даваат зекат и кои веруваат во Господ и во денот суден, ние ќе им дадеме награда голема. Ние навистина ти објавивме онага како што му објавивме на Ное и на пратениците по него. Му објавивме и на Аврам, и на Исмаел, и на Исак, и на Јакуб, и на внуците, и на Исус, и на Ејуб, и на Јона, и на Арон, и на Соломон, и на Давид, Зебур им дадовме. Имаше пратеници за кои ние веќе ти кажувавме порано и пратеници за кои не ти кажувавме. А Господ со Мојсеј зборуваше сигурно. Пратеници, радосници и опоменувачи за да луѓето немаат по пратениците доказ пред Господ, а Господ е силен и мудар. Но Господ сведочи за она што ти објавено, со свое знаење го објави, а и ангелите сведочат, а Господ е доволен за сведок. Оние навистина кои не веруваа и кои одвраќаа од Господовиот пат, веќе талнаа по безпакето далечно. Оние навистина кои не веруваа и кои зулум правеа, ним Господ не им прости и не им го покажа патот. Освен патот пеколен, во него за навек ќе останат, а за Господ тоа е едноставно. О, луѓе, веќе пратеникот ви дојде со вистината, од Господарот ваш. Верувањето та подобро е за вас, а ако не верувате, та навистина се што е на небесата и на земјата е Господово. Господ е зналец и мудар. О, следбеници на Библијата, не претерувајте во верата ваша и за Господ само вистина зборувајте. Месијата, Исус, синот на Марија, е пратеник Господов, зборот негов, кој он го фрли во Марија, дух он него, па верувајте во Господ и во пратениците негови, и не зборувајте тројца, престанете, тоа е подобро за вас. Господ навистина е еден Бог, нека е славен он, зарем он да има дете? Се што е на небесата и на земјата е Господово, а Господ секако е доволен за крилник.
На Месијата никогаш нема да му биде мака да биде роб Господов, а ниту на ангелите блиски, а на оној кому му е мака да прави ибадет на Господ, кој се противи, та набргу Господ сите ќе ги збере кај себе. Што се однесува до оние кои веруваат и кои работат добри дела, тогаш ние ќе им ги врачиме наградите нивни и ќе им се зголемат од добрината негова. А оние пак кои презираат и кои се противат, ќе се казнат со казна болна. Онаквите освен Господ не ќе најдат ни заштитник, ни поддржник. О, луѓе, доказ секако ви дојде од Господарот ваш и светло јасно ние ви спуштивме. А што се однесува до оние кои веруваат во Господ и кои цврсто се држат за тоа, нив ќе ги воведе во милоста своја и во добрината своја и ќе ги упати по патот вистински кон себе. Оние бараат од тебе решение, кажи, за умрениот кој нема никого што ќе го наследи, Господ ви дава решение. Ако некој умре кој нема дете, а има сестра, нејзе и припаѓа половина од она што ќе го остави, а и тој ќе ја наследи неа, ако оваа нема дете. А ако се две, ним и припаѓа 2/3 од она што ќе го остави. А ако има браќа и сестри, тогаш на машкото му припаѓа еднаков дел од делот на двете женски. Господ, за да не скршнете, ви објаснува, Господ знае се. Во името на Господ, семилостни, милостиви, Ел Маида, трпеза. О, верници, исполнувајте ги обврските, ви се дозволува добитокот, со исклучок на тој за кој што ќе ви биде соопштено. Не ви е дозволено да ловите додека ги извршувате обредите на джилакот. Навистина, Господ пропишува што тој сака. О, верници, не ги омаловажувајте Господовите обреди на джилакот, ниту светиот месец, ни курбаните, особено тие со оглав обележани, ниту луѓето кои тргнале кон светиот храм, сакајки награда и наклонос од Господарот свој. А кога обредите на джилакот ќе ги извршите, тогаш смеете да ловите. И омразата што имате кон одредени луѓе, затоа што ви го оневозможија пристапот кон светиот храм, никако нека не ве наведе да ги нападнете. Едни на други помагајте си во добродетелството и во богобојазноста, а не соучествувајте во гревот и непријателството. И плашете се од Господ, бидејќи Господ страшно казнува. Ви се забранува мрша, крв, свинско месо и тоа што е заклано во нечие друго име, а не во Господовото. И тоа што е задавено и убиено, и што при пат е загинато, и со рог забодено или од звер начнато, освен ако сте го заклале пред да умре, и што на жртвениците е жртвувано, и ви се забранува гатање со стрелички. Тоа е порок. Денес неверниците изгубиат секаква надеж дека вие од својата вера ќе отпаднете. Затоа не плашете се од нив, туку плашете се од мене. Денес верата ваша ви ја усовршив и благодатта своја спрема вас ви ја надополнив и задоволен сум исламот да ви биде вера. А на тој што ќе биде принуден, кога има глад, без намера да стори грев, Господ ќе му прости и милостив ќе биде. Те прашуваат што им се дозволува, кажи, ви се дозволува убавата храна и тоа што ќе ви го уловат животните кои на лов сте ги подучиле, така како што Господ вас ве научил. Јадете го тоа што тие ќе ви го уловат и споменете го Господовото име при тоа и плашете се од Господ, бидејќи Господ навистина брзо ги сведува сметките. Од сега ви се дозволува сета убава храна и ви се дозволува храната на тие на кои им е дадена книгата и вашата храна им е дозволена на нив. И честните вернички ви се дозволени, и честните ќерки на тие на кои им е дадена книгата пред вас, кога нивните венчални дарови ќе им ги дадете со намера за нив да се жените, а не со нив да блудничите и за љубовници да ги земате. А тој што ќе отпадне од вистинската вера, залудни ќе му бидат делата негови и тој на оној свет ќе биде губитник. О, верници, кога ќе сакате молитвата да ја извршите, лицата своји и рацете своји до зад лактите измијте ги, а дел од главите своји допрете ги и нозете своји до зад зглобовите. А ако сте џунуби, тогаш избањајте се. А ако сте болни или ако сте на пат или ако некој од вас изврши нужда или ако се состанете со жените, а при тоа не најдете вода, тогаш рацете ваши допрете ги на чиста земја и со нив допрете ги лицата ваши и рацете ваши. Господ не сака да ве остави во неприлика. Он сака да ве очисти и да го исполни благодатот свој кон вас, за да бидете благодарни. И сеќавајте се на благодатот Господов кон вас и на договорот кој го склучивте со него, кога рековте, слушаме и послушни сме.
Плашете се од Господ, Господ навистина го знае она што е во градите. О, верници, бидете истрани во тоа и заради Господ сведочете праведно. И омрацата кон еден народ нека не ве натера да бидете неправедни. Бидете праведни. Праведноста е поблиску до богобојазливоста. Плашете се од Господ, Господ навистина е известен за она што го работите. На оние кои веруваат и кои прават добри дела, Господ им вети прошка и награда голема. А оние кои не веруваат и кои ги сметаат за лажни аетите наши, оние се жители на пеколот. О, верници, сеќавајте се на благодатот Господов кон вас, кога една дружина сакаше да ги пружи нивните раце над вас, па он ги запре рацете нивни. Плашете се од Господ, та врз Господ нека се подпираат верниците. И Господ веќе го прифати договорот со синовите Израилови. И од нив испративме 12 старешини. И Господ рече, јас сум со вас, навистина. И ако молитва извршувате, и ако зекат давате, и ако во пратениците мои верувате, и ако им помагате, и ако на Господ му дадете заем добар, ќе ги отстранам од вас лошотиите ваши и ќе ве воведам во павчите рајски низ кои реки течат. И кој од вас по тој договор не верува, скршнува по лошиот пат, секако. И бидејќи го прекршија договорот свој, ги проколнивме и ги затврднавме срцата нивни. Зборовите на договорот од некои места ги преиначија и заборавија на еден голем дел од она со што беа опоменувани. И постојано, освен мал број од нив, ќе ги гледаш како го изневеруваат договорот, па прости им и оддалечи се од нив. Господ навистина ги љуби доброчинителите. И од оние кои зборуваат, ние сме христијани, ние го прифативме договорот нивни, па оние заборавија на еден голем дел од она со што беа опоменувани. И меѓу нив ние уфрливме и непријателство и омраза се до денот суден. Потоа ќе бидат известени од Господ за она што го работеа. О, следбеници на Библијата, ви дојде секако наш пратеник кој ви објаснува голем дел од Библијата, што бевте го криеле, а преку голем дел поминува. Ви дојде од Господ светлина и книга јасна. Со неа Господ ги опатува кон патиштата спасувачки оние кои го следа задоволството Негово и ги изведува со одобрението свое од темнина во светлина и ги упатува по патот вистински. Неверници се тие што велат, Бог е Месијата, синот на Марија. Кажи, кој може да го спречи Господ ако сака да го уништи Месијата, синот на Марија, и мајката негова, и сите што се на земјата? Господова е власта и на небесата, и на земјата, и на тоа што е помеѓу нив. Тој создава што сака и Господ може се. И евреите и христијаните велат, ние сме деца Божи и миленици Негови. Кажи, па зошто тогаш тој ве казнува поради гревовите ваши? А не е така, вие сте како и останатите луѓе кои тој ги создава. Кому сака тој ќе му прости, а кого сака тој ќе го казни. Господова е власта на небесата и на земјата, и на тоа што е помеѓу нив, и нему сите ќе му се вратат. О, следбеници на книгата, ви дојде пратеникот наш, откако некое време е прекинато испрегање пратеници, да ви објасни, за да не кажете, не ни дојде ниту тој што носи радосни вести, ниту тој што поменува. Па ете, ви дојде тој што носи радосни вести и што поменува, а Господ може се. А кога Мојсей му рече на народот свој, о, народе мој, сетете се на Господовата благодат кон вас, кога некој од вас веровесници ги направи, а многумин од вас владатели, и ви го даде тоа што на ниту еден народ не му го дал. О, народе мој, влезете во светата земја која Господ ви ја додели, и не повлекувајте се назад, па да се вратите загубени. Тие рекоа, о, Мојсей, во неа има немилосрден народ и ние во неа нема да влеземе се додека тие од неа не излезат. Па ако тие излезат од неа, тогаш ние сигурно ќе влеземе. Двајца мажи кои од Господ се плашија и на кои тој им ја подари милоста своја, рекоа, навалете им на портата, па кога низ неа ќе поминете, сигурно ќе бидете победници, а на Господ не девајте се ако сте верници. О, Мојсей, рекоа тие, се додека се тие во неа, ние нема во неа да влеземе. Отидете ти и господарот твој, па борете се, ние овде ќе останеме. Господару мој, рече Мојсей, јас освен на себе си имам мок само над братот свој, затоа пресуди ни нам и на народот грешен. 40 години тие по земјата ќе талкаат, рече тој, бидејќи светата земја забранета ќе им биде, а ти не тагувај по народот грешен. И раскажи им за двајцата Адамови синови, така како што беше, кога тие двајцата жртви принесоа, па кога од едниот беше примена, а од другиот не, па рече, сигурно ќе те убијам. Господ прима само од богобојазните.
рече првиот. И кога би ја пружил ти раката кон мене за да ме убиеш, јас не би ја пружил својата кон тебе за да те убијам, бидејќи јас се плашам од Господ, Господарот на световите. Јас сакам ти да го понесеш и мојот и твојот грев и да бидеш жител на огнот, а тој е казна за сите насилници. И страста негова го наведе да губија братот свој, па губи и стана еден од изгубените. Тогаш Господ испрати гавран да копа по земјата за да му покаже како да го закопа мртвото тело на својот брат. Тешко мене, рече тој, зарем јас не можам како овој гавран да го закопам мртвото тело на својот брат, и се покаја. Заради тоа ние им пропишавме на синовите Израилови: ако некој убие некој кој не убил никого, или некој што не прави неред на земјата, како сите луѓе да ги убил, а ако некој биде причина за нечи живот да се сочува, како на сите луѓе животот да им го сочувал. Нашите претеници јасни докази им носеа, но многумина од нив, и покрај тоа на земјата сите граници на злото ги пременуваа. Казната за тие кои против Господ и пратеникот него војуваат и кои неред на земјата чинат е да бидат убиени, или распнати, или вкрстено рацете и носете да им се осечат, или од земјата да се прогонат. Тоа им е понижување на овој свет, а на оној свет ги чека големо страдање. Но не и за тие што ќе се покајат пред да паднат во ваши раце. И знаете дека Господ простува и дека е милостив. О, верници, плашете се од Господ и барајте го тоа што кон него ќе ве приближи, и борете се на патот негов за да го постигнете тоа што го сакате. Кога се што е на небесата и на земјата би било во посет на неверниците, и уште толку и би сакале се откупот од страдањата на оној свет, не би им се уважило. Нив ги чека неиздржлива мака. Ке посакаат тие да излезат од огнот, но излез нема да имаат. За нив ке има непрекинато страдање. на крадецот и на крадачката одсечете им ги рацете нивни. Тоа нека им биде казна за тоа што го сториле и опомена од Господ, а Господ е силниот и мудриот. А тој што по своето недело ќе се покае и ќе се поправи, Господ сигурно ќе му прости. Господ навистина простува и милостив е. Ти сигурно знаеш дека само Господ има власт на небесата и на земјата. Тој казнува кого сака, а простува кого му сака. Господ може се. О, пратенику, нека не те загрижува тоа што брзо го покажуваат неверувањето тие кои со устите своји велат веруваме, а со срцето не веруваат. И евреите кои измислиците многу ги слушаат и кои туѓите зборови радо ги прифаќаат, а кај тебе не доаѓаат, кои смислата на зборовите од местата нивни ги извртуваат и велат: ако вака ви се пресуди, тогаш прифатете, а ако не ви се пресуди, тогаш не прифаќајте. А кого Господ сака во заблуда да го стави, ти наспроти Господ не можеш никако да му помогнеш. Тоа се тие чии што срца Господ не сака да ги исчисти. Нив во овој свет ги чека понижување, а на оној свет големо страдање. Тие многу лаги слушаат и тоа што е забрането радо го јадат. Па ако ти дојдат, ти или пресуди им, или тргни се од нив. А ако се тргнеш од нив, тие не можат ни малку да ги наштетат. А ако им судиш, пресуди им праведно, бидејќи Господ ги сака праведните. А откаде тоа тие да ти бараат да им судиш кога ја имаат Тората, во која има Господови прописи? Тие ни по пресудата твоја не би биле задоволни, бидејќи не се никакви верници. Ние ја објавивме Тората, во која содржи упатство и светлина. Според неа на евреите им судија веровесниците, кои му беа послушни на Господ и честити луѓе и учени, од кои е барано да ја чуваат Господовата книга. И тие над неа бдееја. Затоа, кога ќе судите, не плашете се од луѓето, туку плашете се од мене, и не заменувајте ги зборовите мои за нешто што малку вреди. А тие што не судат според тоа што Господ го објавил, тие се вистински неверници. Ние во Тората им пропишавме глава за глава, и око за око, и нос за нос, и уво за уво, и зап за зап, а и раните што треба да се возвратат. А тој што ќе се откаже од мазата, тоа ќе му биде искупување од гревовите. Тие што не судат според тоа што Господ го објавил, се вистински насилници. После нив го испративме Исус, синот на Марија, кој ја признаваше Тората, пред него објавена, а нему му го дадовме Евангелието, во кој имаше упатство и светлина, и да ја потврди Тората, пред него објавена, во кој исто така имаше упатство и поука за сите кои од Господ се плашеа. И на следбениците на Евангелието им наредивме да судат според тоа што Господ го објавил во него. Тие што не судеа според тоа што Господ го објавил се вистински грешници. А тебе, о Мухамеде, ти објавуваме книга со вистината,
да ги потврди книгите пред неа објавени и над нив да бдее. И ти судим според тоа што го објавува Господ и не следи ги желбите нивни. И не отстапувај од вистината која ти доаѓа. На сите вас закон и правец ви пропишавме, а да сакаше Господ, ќе ве направеше следбеници на една вера, но тој сака да ви искушува во тоа што ви го пропишува. Затоа надпреварувајте се кој повеќе добрини ќе прави. Кај Господ сите ќе се вратите, па тој ќе ви извести за тоа за што не се согласувавте. И судим според тоа што Господ го објавува и не следи ги желбите нивни и чувај се од нив да не те одвратат од нешто што Господ ти објавува. Ако ти свртат грб, тогаш знае дека Господ сака поради некои гревови нивни да ги казни, а многумина од луѓето се навистина грешници. Зарем тие да бараат како во паганско време да им се суди, а кој е подобар судија од Господ на народ кој цврсто верува? О, верници, не земајте ги за заштитници евреите и христијаните, тие се заштитници само на самите себе си, а нивене и тој меѓу вас кој за заштитници ќе ги прифати. Господ на вистина нема да им укаже на вистинскиот пат на луѓето кои сами на себе неправда си чинат. Затоа ти ги гледаш тие чии што срца се болни како брзаат да склопат пријателство со нив, велејки, се плашиме некаква неволја да не снајде, а Господ сигурно победа или нешто друго од себе ќе даде. Па тие ќе се каат поради тоа што во душите своји го криеа. А тие што веруваат ќе речат, зарем тоа се тие што се колнеа во Господ, со својата најтешка заклетва дека на вистина се со вас. Делата нивни ќе бидат поништени и тие ќе настрадаат. О, верници, ако некој од вас од верата своја отпадне, па Господ сигурно наместо нив ќе доведе луѓе кои тој ги сака и кои него го сакаат, понизни кон верниците, а горди кон неверниците. Тие на Господовиот пат ќе се борат и од ничи прекор нема да се плашат. Тоа е Господовиот дар, кој тој го дава кому сака, а Господ е неизмерно добар и знае се. Ваши заштитници се само Господ и пратеникот Негов, и верниците кои понизно молитвата ја извршуваат и зекат даваат. Тој што за заштитник ќе го земе Господ и пратеникот Негов Мухамед и верниците, па Господовата страна секако ќе победи. О, верници, не пријателувајте со тие кои верата ваша за подсмев и забава ја земаат, било да се тие на кои им е дадена книгата пред вас или да си идолопоклонци, и од Господ плашете се ако сте верници. И кога повикувате на молитва, и тоа за подсмев и забава го земаат, затоа што тоа се луѓе кои не сваќаат. Кажи, о следбеници на книгата, зарем нас да не осудувате поради тоа што веруваме в Господ и во тоа што ни се објавува, и во тоа што е објавено претходно, а повеќето сте грешници. Кажи, сакате ли да ви кажам кои сте полоши од таквите и кои Господ уште потешко ќе ги казни? Тие кои Господ ги проколани, на кои се разгледал и во мајмуни свињи ги претворил, тие кои на тагутот му рубувале, нив ги чека најлошото место, бидејќи тие најдалеку од вистинскиот пат заталкале. А кога ви доаѓаат велат, веруваме, но тие доаѓаат како неверници и како такви си одат, а Господ добро го знае тоа што тие го кријат. Гледаш многумина од нив како кон гревови и насилство се сремат и како тоа што е забрането го јадат. Лошо ли е тоа како тие постапуваат? Треба рабините и учените луѓе од лажниот говор и од забранетата храна да ги одвраќаат. Лошо ли е тоа како тие постапуваат? Евреите велат, Господовата рака е стисната. Стиснати да се рацете нивни и проклети да се поради тоа што го велат. Не, двете негови раце се отворени, тој дава колку што сака, а тоа што ти го објавува Господарот твој, ќе ја зголеми заблудата и неверувањето кај многумина од нив. Ние вметнавме меѓу нив непријателство и омраза се до крајот на светот. Кога и да се обидат да го потпалат огнот на војната, Господ го гасне. Тие настојуваат на земјата пакост да прават, а Господ не ги сака пакосниците. А следбениците на Библијата да веруваат и од гревовите да се чуваат, ние би поминале преку лошите постапки нивни и сигурно би ги внеле во рајските градини на ушивањето. Да се придружуваат до Тората и Евангелието и до тоа што им го објавува Господарот нивен, би имале што да јадат, и од тоа што е над нив, и од тоа што е под нозете нивни. Има и умерени меѓу нив, но лошо е тоа што повеќето од нив го прават. О, пратенику, кажувај го тоа што ти се објавува од Господарот твој. Ако не го сториш тоа, тогаш не си ја доставил го објавата негова, а Господ од луѓето ќе те штити. Господ на вистина нема да му каже на вистинскиот пат на народот кој не сака да верува. Кажи,
О, следбеници на Библијата, вие немате никаква вера доколку не се придружувате до Тората, Евангелието и до тоа што ви го објавува Господарот ваш, а тоа што ти го објавува Господарот твој на повеќето од нив ќе им ја зголеми непокорноста и неверувањето, но ти не очајувај поради народот кој не сака да верува. Тие што веруваа, па тие што беа евреи и сабијци и христијани, тие што во Господ и во оној свет веруваа и што правеа добри дела, од ништо нема да се плашат и за ништо нема да тагуваат. Ние од синовите Израилови заве зедовме и пратеници им праќавме. Кога и да им донесеше некој пратеник нешто што не им годеше на душите нивни, некои од нив за лаги ги клеветеа, а некои ги убиваа. Мислија дека нема да бидат ставени на мака, па беа и слепи и глуви, и тогаш кога Господ го прими покајанието нивно, многумина од нив повторно беа и слепи и глуви, а Господ добро го гледа тоа што тие го прават. Неверници се тие што велат Господ е Месијата, синот на Марија. А Месијата говореше: о, синови Израилови, обожувајте го само Господ, и мојот и вашиот Господар. Кој на Господ ќе му припишува здруженик, Господ ќе го забрани влезот во рајот и неговото живеалиште ќе биде пеколот, а на злосторниците нема никој да им помогне. Неверници се тие што велат Господ е делотројството, а само еден е Бог, и доколку тие не се откажат од тоа што го велат, неиздржливо страдање на вистина ќе го стигне секој од нив кој неверник ќе остане. Зошто тие не се покајат кај Господ и не замолат прошка од Него, а Господ простува и милостив е. Месијата, синот на Марија, е само пратеник и пред него доаѓаа и заменуваа пратеници, а мајката негова беше вистинолюбива и двајцата јадеа храна. Погледни како ние изнесуваме јасни докази и потоа погледни ги нив како се одметнуваат. Кажи, како можете освен Господ да обожувате некој кој не е во состојба ни да наштети, ни да ви биде од корис, а Господ е тој што се слуша и се знае. Кажи, о следбеници на Библијата, не застранувајте во верувањето свое, спротивно на вистината, и не следете ги страстите на луѓето кои уште одамна заталкале, и многумина во заблуда одвеле, и самите од вистинскиот пат скршнале. Со јазикот на Давид и на Исус, синот на Марија, проколнати се тие од синовите Израилови кои не веруваа, затоа што се бунтуваа и границите на злото секогаш ги поминуваа. Едни со други не се одвраќаа од грешните постапки кои ги правеа. Лошо е навистина тоа како постапуваа. Ти гледаш како многумина од нив пријателуваат со многобожците. Лошо е тоа што самите себе си го подкотвуваат. Господ на нив да се разгневи и во страдание вечно да останат. А да веруваат во Господ и во веровесникот и во тоа што нему му се објавува, тие со нив не би пријателувале, но многумина од нив се грешници. Ти сигурно ќе видиш дека на верниците најлути непријатели им се евреите и многобожците. И секако ќе видиш дека на верниците најблиски пријатели им се тие што велат: ние сме христијани, затоа што меѓу нив има свештеници и монаси и затоа што тие не се вообразени. Кога го слушаат тоа што му се објавува на претеникот Мухамед, гледаш како им течат солзи од очите бидејќи знаат дека тоа е вистина, па велат: Господару наш, ние веруваме, па запиши не и нас меѓу тие што посведочиле. Зошто да не веруваме во Господ и во вистината која ни доаѓа? Кога едва и чекаме и нас Господарот наш да не вброи меѓу добрите луѓе, како награда поради тоа што го велат, Господ ќе им даде рајски градини низ кои реки течат, во кои вечно ќе престојуваат, а тоа ќе биде награда за тие што прават добри дела. А тие што нема да веруваат и доказите наши ќе ги негираат, жители на пеколот ќе бидат. О, верници, не ускратувајте си ги убавите нешта кои Господ ви ги дозволил, само не преминувајте мерка, бидејќи Господ не ги сака тие што претеруваат. И јадете го тоа што ви го дава Господ, тоа е дозволено и убаво, и плашете се од Господ во кого верувате. Господ нема да ве казни ако ненамерно се заколните, но ќе ве казни ако намерно се заколните. Откуп за прекрашената заклетва е да нахраните 10 сиромаси со обична храна со која ги храните своите семејства, или да ги облечете, или роб од робство да ослободите, а тој што нема да може, нека пости 3 дена. Така за заклетвите ваши откупувајте се кога ќе се заколнете, а за заклетвите ваши грижете се. Ете така Господ ви ги објаснува прописите своји, за да бидете благодарни. О, верници, виното, коцката, идолите и стреличките загатање се одвратни нешта. Ѓаволско дело, затоа избегнувајте ги, за да постигнете што сакате. Ѓаволот сака со помош на виното и коцката меѓу вас да внесе непријателство и омраза и да ве одврати од сеќавањето на Господ и од извршувањето на молитвата, па ќе престанете ли? И бидете му послушни на Господ, и бидете му послушни на пратеникот, и бидете внимателни.
А ако главите ги свртите, тогаш знајте дека пратеникот наш е должен само јасно да обзнани. Тие што веруваат и добри дела прават, немаат никаков грев во тоа што го изеле и испиле пред забраната кога се чуваат од тоа што им е забрането и кога веруваат и добри дела прават, а потоа пак се плашат од Господ и веруваат и од гревовите се чуваат и добрини прават, а Господ ги сака тие што на другите добрини им прават. О, верници, Господ ќе ве доведува во искушение со дивечот кој ќе биде на дофат на рацете ваши и копјата ваши, за Господ да укаже на тој што он него се плаши кога никој не го гледа, а тој што и после тоа насилство ќе стори го чека болно страдание. О, верници, не убивајте го дивечот додека сте во ихрами. Тој што намерно ќе убие, казната му е едно домашно животно, чија вредност ќе проценат двајца ваши праведни луѓе, како курбан да заколе покрај Каба, или да се искупи така што ќе нахрани сиромашни или ќе пости, за да ја осети погубноста на постапката своја. А Господ веќе го простил тоа што било, тој што повторно ќе го стори тоа, Господ ќе го казни. Господ е силен и строг. Вам ви се допушта во морето да ловите и уловот да го јадете. Со него вие и патниците да се користите, а ви се забранува на копно да ловите додека обредите на джилакот ги извршите. И плашете се од Господ пред кого ќе се соберете. Господ ја направил Каба, светиот храм, да биде препород за луѓето, а така и светиот месец и курбаните, особено тие со оглав означени, за да знаете дека на Господ му е познато тоа што е на небесата и тоа што е на земјата, дека Господ навистина знае се. Знајте дека Господ строго казнува, но и дека простува и дека е милостив. На пратеникот должност му е едноставно да објави, а Господ го знае тоа што јавно го правите и тоа што го криете. Кажи, не е исто тоа што е забрането и тоа што е дозволено, иако ти изненадува мноштвото од забранетото. Затоа плашете се од Господ, о, вие кои сте обдарени со разум, за да го постигнете тоа што го сакате. О, верници, не прашувајте за тоа што ќе ви причини непријатност ако ви се објасни. Ако прашувате за тоа додека Куранот се објавува, ќе ви се објасни. Тоа претходното Господ веќе ви го прости, а Господ простува и благ е. Некои луѓе прашаа за тоа пред вас, па потоа во тоа не поверуваа. Господ не пропишал да се сечат ушите од камилата која донела на свет 5 младенчина, ниту да се ослободи во име на некој идол, ниту да се жртвуваат овци кои 5 пати донеле на свет близначина или пак камилата која 5 пати донела на свет машко. Тоа тие што не веруваат за Господ кажуваат лаги и мноштвото од нив немаат памет. А кога ќе им се каже, пристапете кон тоа што ви го објавува Господ и кон пратеникот, тие одговараат, доволно ни е тоа што од предците наши сме го запомниле. Зарем иако од предците нивни ништо не знаеа, иако на вистинскиот пат не беа? О, верници, грижете се за себе ако сте на вистинскиот пат. Нема да ви наштети тој што заталкал. Кај Господ сите ќе се вратите и тој ќе ви извести за тоа што сте го правеле. О, верници, кога ќе ви се приближи смртта, при диктирање на тестаментот нека ви посведочат двајца праведни роднини ваши или некои други двајца кои не се ваши. Ако сте на пат, а се појават знаци на смртта, а ако се посомневате, задржете ги по извршената молитва и нека се заколнат во Господ. Ние за клетвата за ниедна цена нема да ја продадеме. Дури и да се работи за некој роднина и сведочењето кое Господ го пропишал нема да гоускратиме, бидејќи тогаш навистина би биле грешници. А ако се открие дека тие двајца сгрешиле, тогаш нив ќе ги заменат други двајца од тие на кои штетата им е нанесена. И нека се заколнат во Господ. Нашите заклетви се повредостојни од заклетвите нивни. Ние не се заколнавме лажно, бидејќи тогаш навистина би биле неправедни. Тоа е најблиску до тоа дека ќе го извршат сведочењето свое така како што треба. И нека не се плашат дека нивните заклетви со други заклетви ќе бидат побиени. И плашете се од Господ и слушајте, а Господ нема да им укаже на вистинскиот пат на луѓето кои се големи грешници. На денот кога Господ ќе ги собере пратениците и ќе ги запраша, како ви се одзваа, тие ќе речат, ние не знаеме, бидејќи ти ги знаеш сите тајни. Кога Бог ќе каже, о Исус, сине на Марија, сети се на благодатта моја кон тебе и кон мајката твоја, кога со Гаврил те помогнав, па со луѓето уште од колевка и како зрел маж разговараше, и кога на писменост и на мудрост и на Тората и на Евангелието те научив, и кога со волјата моја од глина направи нешто како птица и во неа вдахна, и кога таа со волјата моја стана птица,
и кога со волјата моја од трајање слеп и лепросен исцелуваше, и кога со волјата моја мртвите ги креваше, и кога од тебе синовите Израилови ги одбив, кога јасни докази им донесе, па тие меѓу нив кои не веруваа викнаа: ова не е ништо друго туку вистинска магија. И кога на учениците им нареди: верувајте во мене и во пратеникот мој, тие одговорија: веруваме, а ти биди сведок дека ние сме муслимани. И кога учениците рекоа: о Исус, сине на Марија, може ли Господарот твој трпеза од небо да ни спушти? Тој рече: плашете се од Господ, ако сте верници. Ние сакаме, рекоа тие, од неа да јадеме и нашите срца да бидат смирени и да се увериме дека вистината ни ја зборуваше и за неа да бидеме сведоци. Исус, синот на Марија, рече: Боже, Господару наш, спушти ни од небо трпеза да ни биде празник и на првите од нас и на подоснешните и чудо Твое снабдине, а Ти си најдобриот снабдувач. Јас ќе ви ја спуштам, рече Господ, но тие од вас кои и потоа нема да веруваат, ќе ги казнам со казна каква никого на светот нема да казнам. А кога Господ ќе рече: о Исус, сине на Марија, ти ли им говореше на луѓето: прифатете ме мене и мајката моја како две божества покрај Бог? Тој ќе рече: чист си ти од тоа, мене не ми доликува да зборувам за тоа што немам право. Ако тоа јас сум го говорил, ти тоа веќе го знаеш. Ти знаеш што знам јас, а јас не знам што знаеш ти. Само ти, единиот, знаеш се што е скриено. Јас им го велев само тоа што ти им го нареди: обожувајте го Бога, и мојот и вашиот Господар. Јас бдеев над нив додека бев меѓу нив, а кога ти душата ми ја зеде, само ти ги надзрнуваше, ти бдееш над се. Ако ги казниш, робови се твои, а ако им простиш, силен и мудар си ти. Господ ќе рече: ова е денот во кој на искрените искреноста нивна ќе им биде од корист. Ним ќе им припаднат рајските градини низ кои реки течат, вечно и довека во нив ќе останат. Господ ќе биде задоволен со нив, а и тие со него. Тоа голем успех ќе биде. Господова е власта на небесата и на земјата, и на тоа што е на нив. Тој може се.